Желбата на повеќе невладини организации кои делуваат во Кавадарци и регионот веќе се исполнува. Денеска на свеченост беше означен стартот со работа на НВО центарот, кој локалната самоуправа го реализира како проект во соработка со Вардарски плански регион и УСАИД. Градоначалникот Александар Панов искаже задоволство од тоа што им се овозможува на невладините организации да имаат свој простор каде ќе ги работат своите активности. Би сакал да на сите невладини организации во општина Кавадарци да им ги честитам новите простори. Севкупно имаме 4 простори, од кои што 3 се за секојдневно работење и една е сала за состаноци, заедно со кујничка, WC јазли и сето она што е потребно за непречено функционирање на НВО секторот во Кавадарци. Првичната идеја да по пат на конкурс се доделат овие простории отпадна од вид затоа што во меѓувреме се донесе закон кој што не упати на тоа да распишеме оглас, па да се конкурира и да се плаќа за оваа работа. Првичната идеја заедно со UNDP, со Вардарски плански регион и Министерството за локална самоуправа беше да невладиниот сектор не плаќа за оваа дејност, бидејќи тие не го работат ова за некој профит, го работат во функција на одредени маргинализирани групи или целни групи кои што ги застапуваат. И токму од таму мислиме дека тоа би било несправедливо и односно неправично ако бараме финансии. Првичниот договор беше да плаќаат само трошоци околу вода, струја и телефон. За тоа ќе најдеме начин како да се надомести со некоја такса месечна. Меѓутоа, за да ги надминеме овие законски бариери, се одлучивме да кооптираме вработени и да тие бидат во прислуга секој ден. Размислуваме и тоа да биде двократно во текот на денот, во прислуга да бидат на невладениот сектор и секоја невладена организација која што има потреба од користење на овие простори, од простор за сместување на нивните документи, како и простор за поголеми состаноци, да ги користи овие простори. Секако, трите простори ќе ги наменеме според области кои што ги имаме, имаме Сдружение на слепи, Сдружение на телесни инвалиди, би биле во една просторија, не би комбинирале да биде, Сдружението на слепи заедно со Сдружението на земјоделци или Сдружението на екологисти и така натаму. Ќе биде секако во функција нивно и со тоа и трошоците ќе им бидат минимални, односно ќе плаќаат некоја символична сума за користење на овој простор, со кој што би се платила струјата, водата и останатите трошоци, не и користењето на невладениот сектор, центар. И неку да спомнам дека во оригиналниот проект имаме изградба и на втори спрат. Здравје Боже, еве сега им посакав на сите невладени организации кои што се тука присутни да втората фаза од реализација на овој проект биде нивна една апликација поддржана од локалната самоуправа, секако од сите оние донатори кои што се на повидок, за да го изградиме и вториот спрат и да ја продолжиме, односно да имаме многу поголем габарит во функција на невладениот сектор. И мислам дека ова сериозен чекор кон помош на невладениот сектор од Кавадарци, кој што во иднина треба да работи за групите кои што ги представува и да донесе дополнителни финансии за градот и за маргинализираните, односно групите кои што таа ги застапува. Директорот на Вардарски плански регион Марко Колев рече дека и во наредниот период ќе се реализираат вакви и слични проекти, а потсети дека за лицата со инвалидност во Велес и Кавадарци веќе во функција е и лифт. Овој проект заврши, денеска имаме чест да го пуштиме, како што каже и градоначалникот и кој е член на Советот за развој на Вардарски плански регион, го опремивме. Се работеше во две фази. Идејата е постара некаде година и пол. Првите финансиски средства за овој објект да изгледа вака како што ги добивме од Министерството за локална самоуправа, тоа беа некаде повеќе од 4 милиони денари и вторите 800.000 денара кои беа кофинансирани од општините и од програмата за развој на Обединетите нации за опремување на овој простор. Ќе продолжиме не само со имплементација на проекти, но ќе се насочиме и кон поддршка на овие ранливи категории, заради тоа што, како што кажав и во моето излагање, значи не е само овој проект кој сме го имплементирали, кој се сакаме да го имплементираме. Во општина Велес и општина Кавадарци поставивме лифт за лица со посебни потреби, во неколку општина направивме забавни паркови за лица со посебни потреби. Ова тука што го работиме, моментално работиме и во Велес на поголем објект, моментално се реконструира кровот и таа зграда планираме да биде
зграда каде што ќе се сместат дел од невладините организации на овој пат од општина Верес. Така да продолжуваме интензивно да работиме и во наредниот период што следи. Проектот за изградба на овој НВО центар чинеше околу 70.000 евра, а неговото опремување 800.000 денари. Проектот е финансиран од повеќе донатори, имплементиран од Вардарски плански регион, а финансиран од Министерството за локална самоуправа, односно преку Бирото за регионален развој, каде што во инфраструктурата се вложени околу 70.000 евра и дополнителни 15.000 евра за опремување на канцелариите. Значи секоја канцеларија, како што можевте и да видите, е опремена со компјутерска и IT опрема, со канцеларијски мебел, а исто така и со прожектори и платна кои што имат секогаш потреба невладините организации да ги користат, а досега се обраќаа за ваквите потреби и ја користеа опремата на општина Кавадарци. Јас тука би сакал да го потенцирам регионалниот карактер на овој центар, дека се однесува и на невладините организации од регионот, од Вардарскиот плански регион, дека исто може да користат опремата и канцелариите на овој регионален центар, и би го потенцирал новиот модел на соработка, не само класично издавање на просториите, него тука ќе имаме представници од вработените од општинската администрација, каде што ќе имат улога да створат поголема синергија помеѓу невладиниот сектор и локалната самоуправа, па дури да се одведе до тие степен каде што дел од надлежноста локалната самоуправа би можела да ги делегира на одредени невладини организации, каде у сферата на екологијата, на бизнис секторот, за организација на културни настани, креативни и други спортски настани кои што ги има општината како надлежност, а би можело да бидат во некоја подоснежна фаза отстапени на невладиниот сектор. Сметам дека ваквата синергија ќе допридонесе лицата од општината да дадат голема поддршка на невладините организации во насока на изготвување на нивни апликации и приспособување на компетентни апликации пред странски домашни донатори, а во иста мера и да возвредат на општина Кавадарци во решавањето на некои локални проблеми кои што се во надлежност на општината. Представниците на невладиниот сектор кои ќе го користат НВО центарот искажаа голема благодарност до локалната самоуправа и Вардарски плански регион. Да вистина еве дојде ден да се отвори ова, да се стави во функција. Се надевам дека во иднина ова малку ќе биде овој простор за да ги задоволи потребите, затоа што за лицата со интелектуална попреченост бараме да имаат и свој дел каде што ќе можат секојдневно и целодневно да ги испроведуваат своите активности. Па се надеваме во иднина со, како што нагласи гордоначалникот, проширување, надградба на овој простор. Оние што имаат можност и на втори спрат да се качат, ќе бидат сместени таму, па во приземјето лицата што не се во можност и не да пристапот име пречка за да стигнат до просториите. Голема благодарност и до вас медиумите и се надевам дека и понатаму ќе се работуваме за се она што ќе биде направено, а за потребите на овие лица. Функцијата на овие простори е да, еве, и самиот секретар спомна дека деценијски проблем е сега на овој начин се решаваат потребите и функциите наши околу нашите програмски определби, функцијата нивна, реализација, организација, функција. Втор проект, мислам, битен момент е што со потежок стадиум нашите пријатели, другари, колеги инвалиди, што се нели на ниво на 100% хендикеп, да разбиеме нивната клаустрофобија со начинот нели на инклузија, околу начинот на делување ментално, физички, психички, зависи од било кои потреби има, било кои какви потреби има. Исто така битно е што исто така се рушат, нели, како што реков, предрасудите околу начинот на функционирање. Директно сме тука како невладин сектор и околу функцијата на согласно законските потреби и многу полесно се функционира, нели, од оној затворен систем. Да, информираност. Оваквите простори се од големо значење. Долги години го чекаме овој момент и фала што го дочекавме.
Затоа што до сега, бидејќи немавме постојано место каде треба да работиме, ние шетавме од една просторија во друга просторија, па и во приватните простории, еве конкретно јас мојата приватна просторија што ја имав, ја користев како канцеларија заедно со моите членство. Интервениравме многу пати кај градоначалникот за да ни додели една оваква просторија. Истрпливо до денес чекавме да дојде овој ден, бидејќи пред 4 години се зафати градоначалникот за овој подвиг. Веќе од понеделник граѓанскиот сектор ќе може да ги креира своите активности во новите простории.